Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за вечерашниве содржини. Ήρθαμε εδώ σήμερα να κρατήσουμε ψηλά την ελληνική μας σημαία. Αυτή τη σημαία για την οποία χύθηκε τόσο αίμα. Ξαφνικά όλοι μαζί, Τουρκία, Αλβανία, Скопје, τι γίνεται? Протестите барем засега не ја поколебаа грчката влада да продолжува преговорите за името. Even inside the party of the opposition, Νέα Δημοκρατία, there will be deputies that will be in favor for a compromise solution. Оставено на народите на двете земји, како што гледаме со овие манифестации што се случија сега во Грција, мислам дека е потребно бар едно 100 години да се разрешат проблеми како што е овој нашиот. Заради тоа потребно е водство, силно водство. Весникот Товима во интегрална форма ја објави рамката со идеи, која на 17 јануари ја понуди Метју Нимиц. Експлицитно барање за уставни промени не е предвидено, а индиректно се подразбира дека за домашна употреба останува уставното име. Може да се констатира тренд на поголема подготвеност кај граѓаните за компромис. Да, оно што споредбено можеме да го кажеме со истражување кое што го правевме пред 4 години заедно со Македонскиот центар за меѓународна соработка, е дека постои зголемување, значително зголемување на подготвеноста кај граѓаните да прифатат одреден компромис со цел забрзан влез во ЕУ и во НАТО на земјата. Имаш ли ти, човече, лекарско верење? Не ми треба, за тебе ти треба. Нова саботажа. Гледајте не, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Во сенка на доминантната тема за прашањето за името, се уште се слуша ехото од минатонеделниот скандалозен избор во Советот на јавни обвинители. Беше унапредена внука на председателот на Советот, а тој наместо да се изземе, присуствувал на гласањето. Спротивно, не беше унапредена обвинителка која води истрага за банкар, инаку сопруг на членка на Советот, која исто така наместо да се изземе, гласала. Посочените се правдаат дека се било законски, а во меѓувреме на површина излегуваат нови компрометирачки аспекти за целиот случај, како например дека бил вршен притисок врз некои медиуми да не известуваат или да ги повлечат извештаите што веќе ги објавиле. Случајот стигна и пред антикорупцијска. Александар Димитриевски. Васко Маглешов е новинар кој го следи ресорот Правда. Деновиве пишуваше за изборот на обвинители во Советот на јавни обвинители и беше првиот кој објави за потенцијалниот конфликт на интереси. Бидејќи членка на Советот, гласала против изборот на обвинителка која води предмет против нејзиниот сопруг банкар. Во мојот случај имаше суптилни обиди да се влие, меѓутоа во останатите случаи кај останатите колеги од медиумите имаше буквално тргање на текстови од веб страниците, затоа сум сосема сигурен. Додека ова се случуваше, во јавното обвинителство биле дистрибуирани некакви нападствија за тоа како обвинителите треба да комуницираат со јавноста, односно сите прашања новинарите да ги поставуваат до одделот за односи со јавност, а не до обвинителите директно. Тврдењето на Маглешов за притисоци врз медиумите е факт. Страната не е пронајдена. Пишува на веб страницата на еден национален медиум. Пред да биде избришана, на тоа место беше веста дека членка на Советот на јавни обвинители гласала против избор на обвинителка, што го гони нејзиниот сопруг банкар. Овие примери се само мал показател за тоа докаде отиде стравот кај одредени групи или кај одредени лица по последниот избор на обвинители за јавното обвинителство за гонење на организиран криминал што го направи Советот на јавни обвинители. Како се случи уште еден избор на обвинители да го добие епитетот контроверза. На 29 јануари Советот на јавни обвинители објави соопштение дека за 2 дена ќе одржи седница. На дневниот ред е предвидено да се изврши избор на јавни обвинители од огласот објавен во службен весник од 9 јануари 2018 година. Ако се погледне цитираниот службен весник, огласот се однесува на избор на еден член на Советот на јавни обвинители. Во закажаниот термин, 31 јануари, се одржува седницата која нема врска со избор на нов член на Советот, туку се бираат 7 обвинители за обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција.
Тој оглас сепак постои, но во друг службен весник од друг датум. Меѓу избраните и Марија Ѓоргева, обвинителка од чии услуги под нејасни околности се откажа Катица Јанева, но и обвинителка во роднински врски со председателот на Советот Коле Штериев. Не можел да ја напуштам седницата jer немаше кворум, а гласа воздржан, ако е тоа значено. Тоа не е судебни интереси? Тоа не е судебни интереси. Следниот ден на 1 февруари во јавноста се појавува информацијата дека проблематичен е уште еден момент од изборот. Членката на Советот Фиданка Раевска гласа против изборот на кандидатот Лидија Раичевиќ за позиција во обвинителството за организиран криминал. А Лидија Раичевиќ, која во моментот работи во обвинителството за организиран криминал, води предмет во врска со НЛБ банка во која сопругот на Раевска е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување и за перење пари. Истиот ден, порталот sdk.mk објави став и на првиот човек на Советот Коле Штериев и на шефот на Републичкото обвинителство Љубомир Јовевски, кој е член на Советот по функција. Овие изјави се однесуваат само на изборот на внуката на Штериев. Во Законот за Советот на јавни обвинители не пишува дека треба во ваков случај член на Советот да се иземе. Каде пишува дека требало да се иземам? Но јавниот обвинител на Република Македонија вели дека Штериев требало да постапи поинаку. Сепак сметам дека требаше да се иземе во ваков случај, кога на огласот беше пријавена неговата внука. Веќе следниот ден, петок, 2 февруари, и Штериев и Јовевски објавија соопштенија. Јавниот обвинител на Република Македонија повеќе не говори дека председателот на Советот на јавни обвинители требало да се иземе во случајот, но не говори дека не требало да се иземе. Наместо коментар на постапките на другите, тој во соопштението говори дека како член постапил законски, дека при гласањето се возел од стручните квалитети на кандидатите и дека немало однапред утврдена намера за тоа кој ќе биде унапреден, а кој отстранет. Председателот на Советот достави подетален одговор во кој повторно тврди дека не требало да се иземе. Овој пат не се повикува на Законот за Советот на јавни обвинители, туку на Законот за спречување на судирни интереси, каде е дефинирано што е блиско лице. Во наведената одредба како блиски лица таксативно се наведени степените на сродство по крв по права линија, во странична линија до 4 степен и по сватовство до 2 степен. Роднинските релации меѓу мене и кандидатот не влегуваат во наведените степени на сродство. Во дописот до јавноста го оправда и гласањето против обвинителката Лидија Раичевиќ. Информациите за тоа по кои предмети постапувала обвинителката Раичевиќ, ниту мене, ниту на членовите на Советот не може да ни се познати. Имено, Советот доаѓа до сознанија за предметното постапување на обвинителите само по поднесена представка. Но истиот Закон за спречување на судирни интереси на кој Штериев се повика дека немал судирни интереси, во член 12 вели дека кога службено лице ќе дознае за околности што укажуваат на постоење судирни интереси, должно е веднаш да побара да биде иземено и да запре со своето постапување. А во член 13 се вели дека, дури ако постои само приватен интерес, службеното лице мора да го пријави. Во спротивно, прави повреда на должноста. 360 степени прашано не доби одговор од Советот, дали било кој од членовите пријавил судирни интереси или приватен интерес пред гласањето и дали тоа е ставено во записник. Според писмената изјава на Штериев, тој не пријавил бидејќи смета дека нема судирни интереси. Од истата изјава се подразбира дека и неговата колешка Раевска не кажала ништо. Според новинарот Васко Маглешов, брзањето да се изберат нови обвинители во обвинителството за гонење на организиран криминал по цена и на судирни интереси може да има и друга позадина. Обвинителката Лидија Раичевиќ, според сознанијата кои што јас ги имам, работи на истраги за финансиски криминал, за крупен финансиски криминал во делот македонските комерцијални банки кои што имаат висока репутација. Станува збор за предистрага. Според моите информации биле сослушани и одредени директори на банки кои што се инволвирани во овој случај и практично предистрагата веќе дошла до степен да може да стане истрага. Дали тоа е причината поради која што условно речено не била избрана повторно во обвинителството за организиран криминал и корупција, јас лично не знам, меѓутоа сомнежот останува отворен. Но она што се знае е судбината на предметите кои досега ги водела обвинителката Лидија Раичевиќ. Тие предмети ќе ги земат нови јавни обвинители кои што се веќе нели избрани од Советот на јавни обвинители, колку што се сеќавам беа избрани 4 во тоа одделение, претпоставам дека некој од нив ќе ги добие, а обвинителката останува и без
Истрагата за НЛБ банка, која што беше отворена на средината на 2017 година, секако и за предистрагата во овој предмет, во кој што се инкорпорирани поголем број на комерцијални банки од земја. Текстовите на Маглешов и на другите новинари беа причина за случајот да се заинтересира и државна институција. Гласот на медиумите допред до со години немата антикорупцијска комисија. Државната комисија за спречување на корупцијата донесе заклучок да се отворат два предмети од областа на судир на интереси и да се пристапи кон прибирање на релевантна документација од институциите, со цел утврдување на фактичката состојба, врз основа на кои ќе може да се донесе конечен заклучок за постоење или непостоење на судир на интереси. Колку време ќе и треба на антикорупцијската комисија за да донесе заклучок ќе зависи од повеќе фактори, меѓу кои брзината со која Советот ќе обезбеди релевантната документација. До тогаш, изборот на Советот останува на сила, а со него и контроверзиите што ги отвори. Ќе направиме уште една пауза, а по неа е блокот посветен на прашањето за името. Протестите барем засега не ја поколебаа грчката влада да продолжува преговорите за името. Even inside the party of the opposition, Nea Demokratia, there will be deputies that will be in favor for a compromise solution. Потребно е водство, силно водство, како во двете земји, но и водство од страна на големите играчи во светската политика. Тие две работи во моментот се поклопуваат. Весникот Товима во интегрална форма ја објави рамката со идеи, која на 17 јануари ја понуди Метју Нимиц. Постои зголемување, значително зголемување на подготвеноста кај граѓаните да прифатат одреден компромис со цел забрзан влез во ЕУ и во НАТО на земјата. И понатаму сте со емисијата 360 степени. Во Грција се сумираат и анализираат впечатоците од вчерашниот протест против употреба на терминот Македонија во името на нашава земја. Кај владата на Ципрас, барем според јавните реакции, се чини дека нема промени во определбата да продолжи да бара решение на спорот. На овој план денот го одбележува и објавувањето во грчкиот печат на рамката со идеи предложена од Метју Нимиц во нејзината оригинална верзија. Во Атина е нашиот Никола Здравковиќ. Ден по протестите, ништо на атинските улици и плоштадот Синтагма не открива дека вчера тука се одиграл масовен протест. Улиците се веќе исчистени како и плоштадот, а и граѓаните му се вратени на својот вообичаен ритам. Очекувано, весниците и нивните страници денеска се полни со сето она што тука се одиграло вчера. Оние блиските до владеачката Сириза го релативизираат протестот, додека блиските и кои што се на линија со опозицијата пишуваат глорифицирајќи ги бројките и објавуваат дека ова бил израз на масовно граѓанско незадоволство против политиките на владата, но не само тоа, туку особено кон, како што велат, надворешната распродавачка политика на владата предводена од Ципрас. Сепак, денеска на улиците на Атина сретнавме и граѓани кои што не само што вчера не биле на Синтагма, туку велат и дека воопшто не поддржуваат вакви настани. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αντίθετη σε οτιδήποτε εθνικιστικό και φασιστικό και θεωρώ ότι αυτή η διαδήλωση είχε τέτοια στοιχεία. Διαφωνώ κάθετα με αυτό, δεν είμαι καθόλου υπέρ αυτής της διαδήλωσης. Δεν έχει κανένα νόημα να ακούγονται αυτοί οι εθνικισμοί, ούτε εμείς είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων σαν Έλληνες, ούτε θεωρώ ότι οι Μακεδόνες επάνω είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν βοηθάει αυτό, αυτές οι εθνικές κορώνες να λυθεί κανένα ζήτημα. Το θεωρώ ιστορικά λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να αρνηθώ στους κατοίκους αυτής της χώρας να πούν ότι είναι Μακεδόνες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Μακεδονία είχε διαρρευθεί τέλος πάντων σε 4 κράτη. Έχουν το δικαίωμα να αποκαλούν τον εαυτό τους τέλος πάντων όπως θέλουν να αποκαλούνται. И покрај ваквите гласови на разумот, сликата вчера тука на Синтагма беше сосема поинаква. Присутните нема ни малку пријателски пораки кон Македонија. Иако организаторите очекуваа милион, па дури и 1.500.000 присутни, полициските проценки ги сведоа на ништо повеќе од 140.000. Сепак, независни посматрачи тврдат дека имало помеѓу 200 и 300.000 присутни.
Демонстрантите можеби не ги исполнија очекувањата во бројноста, но ги исполнија очекувањата во својата реторика. Είμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε ότι η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική και το όνομα Μακεδονία δεν πρέπει να πουληθεί. Τέλος. Ήρθαμε εδώ σήμερα να κρατήσουμε ψηλά την ελληνική μας σημαία. Αυτή τη σημαία για την οποία χύθηκε τόσο αίμα, έγιναν τόσοι αγώνες και να πούμε πως δεν θα παραχωρήσουμε σπιθαμή ελληνικής γης σε κανέναν. Ήρθαμε εδώ να διαδηλώσουμε όχι εναντίον των γειτόνων μας, αλλά εναντίον των Ελλήνων πολιτικών που θέλουν να ξεπουλήσουν κάποιοι από αυτούς τα δικά μας ονόματα, τη δική μας ιστορία, τη δική μας χώρα. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα και πήρα και το γιο μου μαζί, δίπλα μου, ότι να ξέρει την ιστορία, τους πατεράδες μου, παππούδες μου, που έχουν χυσιγιάμα εδώ πέρα. Θα μας έρχονται να τα παίρνουν έτσι, το θέλουνε. Ξαφνικά όλοι μαζί, Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια, τι γίνεται. Σιγά σιγά αρχίζουν να διεκδικούν, λένε η Θράκη είναι δική τους, τα νησιά του Αιγαίου δικά τους, η Αλβανία θέλει να διεκδικήσει τα Γιάννενα. Είναι λοιπόν η αρχή του ντόμινο. Καλό είναι λοιπόν να αρχίσουμε να διαδηλώνουμε για να στηρίζουμε τη хора μας. Владеачките партии Сириза и Јанел имаа своји различни оценки во поглед на протестите. Од помалиот владин партнер предводен од Панос Каменос велат дека овој протест бил душата на грците, додека поголемата Сириза од чии редови е премиерот Алексис Ципрас велат дека имало илјадници, но не и милиони граѓани. Она што е најинтересно во поглед на решавањето на спорот за името, тие тврдат, посочуваат дека со патриотска одговорност ќе продолжат да учествуваат во процесот за да се изнајде решение. Аналитичарот Јоргос Капопулос вели дека постои одлична можност сега да се најде решение и се обидува да објасни и одгатне кои се најголемите грижи на грците. There is a real momentum, in my opinion, from both governments, and also it's a critical moment for the European Union to reform the European Union. For Greece, Greece has a strategic interest to see all remaining former Yugoslav republics and Albania to become members of the European Union because it will be stability north to our frontier, and also these countries logically have the same interests with the south of the European Union. So inside the European Union, the southern bloc of countries will be reinforced by the accession of Balkan countries. The Greek fear is that the concept of the historical united Macedonia as stated in 1944 means that we have to change internationally recognized frontiers in the Balkans. This is one fear. The other fear concerns the exclusivity of the term Macedonian, because historically the Ottoman province of Macedonia is divided in three parts. One is your country, the other is Greek Macedonia, and there is a part of Macedonia belonging to Bulgaria. So the concern and the guideline to the compromise solution from the Greek point of view is that nobody has exclusivity on the term Macedonian. Нашиот соговорник вели дека без разлика што опозицијската нова демократија во јавноста ги критикува пристапот и политиките на владеачката структура во поглед на преговорите за името. На крајот, незините пратеници сепак во парламентот би можеле да гласаат за решение, затоа што активностите на сегашната влада се ништо друго, туку само продолжение на официјалната грчка политика од изминатите години. One thing is the actual position of parties that are represented in parliament. Another thing is that the last 20 years, all the successive Greek governments were in favor of a compromise solution in the name dispute. So let's say that there is an attempt by political parties of the opposition to speculate in a negative way for the government, but it will be very difficult when a compromise solution will be presented to the parliament, at least for
some parties not to vote in favor, because previous governments, since the government of Mr. Simitis, the government of Kostas Karamanlis, and the governments that followed, there is one line that Greece is in favor of a compromise solution in the name dispute. So one thing is the effort to gain politically against the government, and another thing is the moment of the decision. And I believe even inside the party of the opposition, Nea Demokratia, there will be deputies that will be in favor for a compromise solution. Протестите барем засега не ја поколебаа грчката влада да продолжи во преговорите за името. Меѓутоа, по телефонскиот разговор на Кодзијас со Нимиц останува нејасно како и на кој начин процесот ќе продолжи. Весникот Товима во интегрална форма ја објави рамката со идеи која на 17 јануари ја понуди Метју Нимиц. Освен веќе јавно познатите информации дека Нимиц понудил 5 можни решенија во непреведена форма, од рамката може да се види дека е оставена можност името што ќе се договори да може да се преведува на сите јазици. За графите кои се однесуваат за јазикот и државјанството, Нимиц остава можност да биде искористен непреведен терминот македонски, меѓутоа остава и алтернатива која би гласела јазикот на таа и таа земја, односно државјанството на таа и таа земја. И овде е оставена можност за превод на придавката македонски на други јазици. Нимиц предвидува Македонија да продолжи да ги користи кратенките МК и МКД и името на земјата да се листа под буквата М во меѓународните организации. Експлицитно барање за уставни промени не е предвидено, а индиректно се подразбира дека за домашна употреба останува уставното име. Предвидено е етапно влегување во сила на договорот. Веднаш по неговото склучување, новото име би го заменило ФИРОМ. По влезот во НАТО, новото име би почнало да се користи во билатералните односи со трети земји, а по влезот во Европската Унија би влегло и во домашна употреба, пред се на документите кои се користат во ЕУ контекст. Уставното име, како што веќе напоменавме, би продолжило да се користи исклучиво во домашен контекст. За 360 степени од Атина, Никола Здравковиќ. Вака е во Грција, го слушнавме и сижето на рамката предложена од Нимиц, а во Македонија Институтот за демократија објави резултати од истражување на јавното мислење кои се чини покажуваат тренд на поголема подготвеност кај македонските граѓани да се прифати компромис како цена што треба да се плати за да се добие членство во НАТО и во ЕУ. Во студиото е Марко Трошановски, прв човек на Институтот за демократија. Добро вечер, добре дојдовте. Прво, точна ли оваа констатација дека може да се констатира тренд на поголема подготвеност кај граѓаните за компромис? А рековме како цена за влез во НАТО и ЕУ. Апсолутно, да. Оно што споредбено можеме да го кажеме со истражување кое што го правевме пред 4 години заедно со Македонскиот центар за меѓународна соработка, е дека постои зголемување, значително зголемување на подготвеноста кај граѓаните да прифатат одреден компромис со цел забрзан влез во ЕУ и во НАТО на земјата. Бројките велат дека кумулативно околу 61% поен од оние што сте ги анкетирале целосно или до некаде поддржуваат решение на прашањето за името со цел влез во НАТО и во Европската Унија. На што се должат овие бројки, како што веќе констатиравме, кои што се повеќе во насока на прифаќање на компромис? Да, и ако се раздроби овој дел од популацијата, оние што имаат многу поизразен став на подготвеност спремно за компромис е значително зголемен во споредба со минатото. 43%. Да. На што се должи тоа? Во голем дел се должи на обкружувањето кое што влијае на јавното мислење, првенствено насоките, упатствата за размислување кои што политичките елити на домашен и на меѓународен план им ги даваат на граѓаните на Република Македонија. Тука се охрабрувачките изјави за влез во ЕУ и НАТО, веќе конкретни од највисоките представници на двете институции упатени до македонските политичари и македонската јавност, но тука е и горе-доле оптимизмот што се јави по изјавите на Ципрас и Заев по нивната средба во Давос, како и изјавите на или оптимизам или неутрален став кон
некаков компромис на политичките елити во Македонија по лидерската средба, каде што ниедна од нив не гаеше како во минатото потврдокорни, да речеме, ставови против било каков компромис или решение. Дури кога ќе се разложи овој резултат по етнички групи, очигледно е дека кај етничките македонци има еден тренд кон плюс, би рекол. Кумулативно 50% од етничките македонци целосно или до некаде поддржуваат решение за името со цел влез во ЕУ и НАТО, кај етничките албанци тој процент оди дури до 95%. Да, кај албанците едногласна речиси спремноста за компромис, меѓутоа тоа што е индикативно дека и кај македонската популација речиси 20% е зголемена таа подготвеност, како што реков, тоа е во контекст на трендови во јавно мислење многу висока промена во расположението кај луѓето. Меѓутоа мора да се каже дека станува збор за подготвеност да се прифати некако вид на компромис, не е нужно само по себе прифаќање на било каков компромис. Меѓутоа, првично она што му е потребно на секој преговарачки процес е дека подготвеноста е спремноста за да се изнаоѓање решение од аспект на јавноста е порасната. Кај македонците големо е одлевањето и во смисла на оние што претходно не поддржувале, кај оние што сега поддржуваат, по сите нивоа и на политички партии исто така. Да, ова се тие бројки, можеби кај гласачите на ВМРО ДПМН се најинтересни трендовите. Таму 33% поддржуваат решение со цел влез во ЕУ и НАТО. И овде има промени, така? Да. Значи, прелевањето и кај поддржувачите на СДС, на Социјалдемократскиот сојуз и кај оние на ВМРО е зголемено. Поддршката е зголемена. Кај ВМРО тоа во голем дел можеме да го видиме уште од реториката за време на парламентарните и локалните избори, која што ја имаше лидерството на партијата, каде што главните аргументи против Социјалдемократскиот сојуз во надворешната политика беа и бегалците и опасноста да се промени името и така натаму од страна на СДСМ, што со оглед на изборниот исход покажа дека не најде тло овој вид на реторика кај ставовите и потребите на гласачкиот електорат, што уште тогаш најави тренд на промена односно поголема флексибилност кај гласачите да се прифати некакво решение. Со оглед на пропагандата, на кампањата, на пораките на кои што беа изложени македонските гласачи, можеме ли да кажеме дека гласачите и на парламентарните, а уште повеќе на локалните избори знаеа за кого гласаат и за што гласаат практично? Низ призмата на ова што и пред малку го зборувавте. Па може да се каже да, бидејќи главниот атрибут на идната политика која што би ја водел политичкиот опонент СДСМ од една страна, главниот атрибут кој што го припишуваше ВМРО беше токму овој перформанс на актуелната влада, односно тенденција на зголемен ангажман во изнаоѓање на компромис. Така да луѓето гласаат според она што ќе го добијат како своје обидување кое се развива врз основа на политичката реторика. Со тоа што гласаа против, очигледно е дека на некој начин ја поддржуваат спремноста за компромис, што се и покажа со овие резултати. Имам уште едно прашање. Што значат овие бројки низ призмата на потенцијалниот референдум кој што го заговарат и власта и опозицијата, референдум за прашањето за името? Дали овие гласачи кои што велат дека поддржуваат решение заради влез во ЕУ НАТО, потенцијално може да се гледаат како резервоар, како контингент кој што утре би можел да се појави на референдум и да се изјасни позитивно. Мислам дека е премногу рано да се прави таква аналогија и релација, бидејќи станува збор за спремност да се поддржи решение, меѓутоа со оглед на тоа што гледаме какви се комплексности и варијации тоа решение би можело во себе да содржи, начинот на кој што ќе биде формулирано тоа решение ќе влијае на исходот од референдумот и затоа не може да се тврди овој момент дека оваа спремност за поддршка би значила некаков позитивен референдум во иднина. Благодарам многу. Во продолжение на 360 степени ќе ја видите анализата на оваа тема на професорот и екс-министер за надворешни работи Денко Малескин из разговорот со Владимир Мирчевски.
Професоре, дали развојот на настаните поврзан со прашањето за името и атмосферата во двете земји, и во Македонија и во Грција, навестува дека е можно скорешно, брзо решение? Оставено на народите на двете земји, како што гледаме со овие манифестации што се случија сега во Грција, мислам дека е потребно бар едно 100 години да се разрешат проблеми како што е овој нашиот. Заради тоа потребно е водство, силно водство, како во двете земји, но и водство од страна на големите играчи во светската политика. Тие две работи во моментот се поклопуваат. Имаме премиер во Грција кој што е растеретен национално, така да кажам, има свој пандан тука во Македонија и тоа совпаѓање заедно со она што во моментот се случува на светската политика дава надеж поголема од оние што беа претходно. А именно на светската политика се одвива еден многу сериозен судир на моќ, судир на интереси помеѓу западниот свет, предводен од Соединетите Американски држави и Русија. Тој факт го прави пристапот на големите сили на Балканот дел од нивната безбедност, не само дел од нашата безбедност. Се додека работите не беа толку заострени и се додека немаше можност Русија да интервенира во тој, така да го наречам, мек стомак на Европа и да предизвика, да речеме, уште една експлозија каква што имаше во 90-тите, се сеќавате, нивниот став беше ова е проблем кој што треба да го решат двете земји и тоа го повторува. Сега веќе не е така. Фактот дека ова се поврзува со нивниот безбедносен интерес, security интерес, тоа е многу важно, зборува дека нивниот притисок врз двете страни ќе биде силен и всушност е, затоа што никој не може да убеди некого дека работите ќе одеа толку бргу и толку далеку ќе се турнеа само со волјата на двете раководства во Атина и во Скопје. Значи, тоа е многу важно. Меѓутоа, она што ќе се случи од кога тој притисок ќе биде извршен, тој притисок може да земе форма и на готов документ кој ќе биде поставен пред двете страни, гледајќи како се расправаме околу определени прашања кои што можат да го закочат процесот, тогаш останува да се види како ќе се протурка тоа низ политичките системи на двете земји. Политичкиот систем на Македонија не може да произведува решенија, познато е тоа. Вчера дури го слушнав водачот на опозицијата за прв пат нешто на меѓународна тема. Тој рече, па ние работиме на тоа да победиме во овој спор. Значи, одлуките кај нас тешко се носат, а во Грција гледаме една силна опозиција на целава работа. Оттаму останува да се види што овој притисок ќе донесе. И морам една работа уште да напоменам, Владимир, а тоа е следново. Од независноста до денес, ниту една побитна одлука не била донесена од страна на македонскиот политички систем, така да речам, од зачленувањето во Обединетите нации, кога требаше да се донесе одлуката. Одлуката ја направија големите сили со Former Yugoslav Republic of Macedonia. Потоа следеше времената спогодба, која исто така беше наметната и таа не спаси од една иднина неизвестна во тој конфликт со Грција и блокадите на кои што бевме изложени. И трето, овој конфликт од 2001 година, исто така, ако сакате, под диктат. Под диктат со цел да се воспостави мир, да се турне Македонија напред. Ако е таа логиката,
до сега не гледам дека нешто битно може да се смени и при носењето на оваа сегашна одлука. Тоа ќе биде од надвор наметнато. Споменавте дека во Грција, кај актуелното раководство, пред се кај Алексис Ципрас, за кој што рековте дека не е обременет национално, има подготвеност, јавно ја гледаме таа, меѓутоа од друга страна, неговата необременетост толку со ова прашање не значи попуштање или повлекување од некои релативно тврди позиции, па дури и за земање на уште потврди. Сега гледаме дека е тене актуализирано прашањето заменување, потребата за заменување на уставот, а за употребата на евентуалното име и да не зборуваме, тоа е за нив ерга омнес во секој можен момент. Сега, нашиот проблем е во следново. Она што беше проблем во разликите околу името 90-тите и што ни создаде такви проблеми, го превтворивме во идентитетски спор оној момент кога власта во Македонија пред 10 години реши да ги постави темелите на македонскиот идентитет во она што грците го сметаат за нивно историско и културно наследство. И сега тие имаат случај да инсистираат на разврска на идентитети. Кои се македонците што живеат од оваа страна на границата и кои се македонците што живеат од другата страна на границата. Ако се вратиме назад, се зависеше од тоа со каква содржина го исполнуваме поимот Македонија. Ако го исполневме со наша содржина, автентично, македонска, преку една модерна интерпретација на историјата, а не со грчка содржина, не ќе се најдевме во ваква ситуација и можно е тоа прашање уште дамна да го решиме, ако е само дистинкција помеѓу областа Македонија и државата Македонија. Сега сме во небрано, така да речам, фатени сме со рацете во медот, оти ние имаме доказ среде Скопје за тоа што правевме од нашиот идентитет. И сега треба да се оди назад и да се преговара и околу тоа. Се разбира, во тој процес другата страна веќе отвара и нови прашања. Актуелната влада во Македонија се обидува да се дистанцира од претходните постапки. Имаме најави за преименување на аеродромот, кој што можеби беше и иницијалната каписла за тоа понатаму што ќе следи, преименување на автопатот, па дури министрот за надворешни работи пред неколку дена во Скопје рече дека никој нема право да го спори некој граѓанин овде во Македонија, сака да се нарече македонци, дека тој зборува македонски јазик кој што е од словенската група на јазици, што е јасно дистанцирање од тоа што можеби претходно се случуваше во земјава. Па, тука не би се согласил со тебе. Ако нешто приговорам на поведението на новата влада, тоа е дека нема јасно дистанцирање од минатото. Сега, јас ги разбирам нивните мотиви, веројатно да се сочува единството во државата и потоа полека сето тоа да резултира во компромис. Но премалку и предоцна се овие зборови од типот дека Македонија е името, идентитетот е недопирлив, дека ако се допре само до него завршуваат преговорите. Сето тоа, мислам, нема да биде можно, затоа што имаме доказ за тоа, светот има доказ за тоа што се правеше послед 90 години. Не само што има доказ, туку и мнозина од нас во домашната јавност, мнозина од надвор, предупредуваа, не влегувајте таму од каде што тешко ќе се извлечете. Вчера председателот на Советот на Европа кажа една работа која се повторува при доаѓање на секој странец овде во Македонија, ако си ја забележал. Вие немате талент стратешки да размислувате. Носите одлука денес и не мислите, го парафразирам сега, како таа ќе се реперкуира утре. Еве,
авторите на оваа антиквизација, така наречена, што размислуваа? Што размислуваа? Зарем на грчкиот национализам, познат во светот, треба да му се оди во устата или треба да се заобиколи? Ние тргнавме директно во него и сега ќе се отвараат и такви идентитетски теми за да се направи разграничување кои се нивните македонци, кои се нашите македонци. За крај, од секоја сте зборувале дека за решение на ова клучно прашање потребен е внатрешен консензус. Претходно споменавте дека можеби претходната влада се обидува да формира некакво единство со сите структури во општеството. Гледате ли дека има тука напредок или дека е можен внатрешен консензус за ова прашање? Сепак, кога зборувам за внатрешен консенсус, од мене зборува професорот повеќе, а не некој што реално гледа ситуацијата и сваќа дека тоа во некои ситуации не е можно. Во перспектива, ниту една одлука во иднина не смее да биде носена во Македонија од вакви пропорции, како што беше, не знам, антиквизација, без да има внатрешна дебата. Истото тоа треба да се случува и сега. Да речеме, да се објасни зошто се превземаат определени политички потези. Зошто се вади таа статуа, зошто се вади името на аеродромот, да му се објасни на народот. Јас мислам дека ако во нашата блиска историја сме ја запоставиле таа приказна за Александар Велики, искрено, јас од моето детство, роден во Скопје, не знаев за таа приказна, а ако сме ја запоставиле, тоа треба да се исправи. Да, тоа треба да стане дел од нашиот наратив, ама не наша државна политика. Оти гледаме сега каде тоа не доведе. Во директна конфронтација со грците. Сега, градење единство е сега во моментот некој да им се обрати на луѓето кои навистина веруваат во Александар. Оти не можете да го мафтате народот 10 години во една насока, па после 10 години во друга насока. Па не е фер од страна на политичарите. Не е фер. Настрана што имате најсиромашен народ во Европа овде, или еден од два-трите најсиромашни народи, и уште му приредувате вакви несолени шеги, да ги наречам, како што ни прават македонските политичари. Значи, сега е време ним да им се обрати некој и да им каже дека во иднина ќе се договараме како ќе ги решаваме проблемите, што ќе биде наша државна политика, ќе правиме внатрешни отстапки и компромиси за да можеме да правиме надворешни компромиси. И на крај, за жал, тоа нема да биде можно овој пат. Овој пат сепак мислам дека со оглед на фактот дека интересите на големите сили се загрозени, со оглед на фактот дека не чекаа 30 години ако можеме нешто сами да решиме двете страни и не решивме, и со оглед на таа вжештена конфронтација со Русија, меѓу Русија и Западот, мислам дека овој пат притисокот ќе биде многу силен и консенсусот нема да се гради онака како што мислев јас и како што се подразбира консенсус од оздола нагоре, туку ќе се гради од горе надолу. И тоа ќе биде во согласност со начинот на кој што ние ги правиме овие наши тешки чекори во овие 30 години од независност, од приемот во Обединените нации, до времената спогодба, до Охридскиот договор и сега до решението на проблемот со Грција. Благодарам. Овде го заокружуваме овој сегмент посветен на прашањето за името. Следува уште една пауза, а по неа е саботажата. Останете насад. Наред е саботажата, авторство на Сречко Поповски.
Клиентелистичките навики како систем на функционирање на претходното правителство станаа таква практика со која од медиумскиот бизнис и од новинарството направија комплетна руина. Тие веројатно го издишуваат последниот здив, пред конечно да влезат во агонијата која завршува. За жал, таму каде што токму тие однесоа со собственото однесување. И сега прашувам како овие медиуми би можеле да опстанат без никаква помош, значи не некого да го фаворизираме заради пари, меѓутоа за некаква соработка која што еве и на комерцијална база нека биде, во смисла она што ние би го сработиле, меѓутоа некој треба тоа да го плати. Штом веќе нема кој да плаќа, нема функција, ниту партијата смета дека има потреба од таков специфичен профил. Време е да се смени браншата и директно целокупниот потенцијал да му се стави на располагање на народот. Најважно од се е умислата дека станува збор за специјална мисија, иако нему ниту му треба, ниту баш од него ја бара таа жртва. И дури подолго време мислам дека не сум политичар, ја сум пред се интелектуалец, човек што си дозволува да мисли со сопствениот капацитет, и исто така сум многу повеќе народен трибун отколку политичар. Тие пак што се уште се сметаат себе си за политичари, иако никој веќе на нив не гледа така. Креираат впечаток дека некој насила им ја одзел работата. Иако самите признаваат дека единственото нешто што го загубиле е пратеничкиот мандат. Јас во моментот немам работа. Значи, оваа власт ми исклучи од работа. Тоа што некој по завршувањето на функцијата не се вратил таму од каде што дошол, не значи дека некој друг му го сторил тоа, туку дека лично тој се исклучил од работа. Тоа е сепак прашање на умешност, на одливост и вештина. Карактеристики кои за разлика од Доуи ги поседува можеби друг универзитетски наставник, чија апологетика веројатно била подобро оценета, штом за кус период успева да направи неколку важни трансфери, за на крајот од приватни да се вдоми на државни јасли. Сепак вистински чуденки предизвикува сознанието дека и после толку години тие калибри се уште не чуле за значењето на зборот вето. Тогаш се поставува прашањето како е невозможно да се реши толку годишен спор само поради тоа што Грција пужа Орбан. Грција ќе биде резистентна се додека на политичката сцена не дојде гарнитура која е способна да ги реши сите проблеми. Иако во горниот дел таа ја предизвикува најсериозната политичка криза со сериозна узурпација на демократијата, а во долниот најголемата економска, сепак единствена е надежта дека само во нивното враќање е спасот. Трајно решение, фер преговори може да го направат само лидери кои што со себе ги носат гласачите на кои што името им значи нешто, спорот им значи нешто. Од македонска страна тоа беше секако Никола Груевски, од грчка страна идеално тоа ќе беше Самарас. Еве, у отсуство на Самарас, да речеме Мицотакис. Значи, тој спор треба да го решат десниците од двете држави. И на крајот, додека се трага по компромис, работите на вистина може да излезат од контрола. Стоп, кратко прашање. Имаш ли бе ти човече? Имаш ли бе ти човече лекарско верење? Не ми треба, за тебе ти треба. Тука завршува се. Не, што прашувам, дали има лекарско верење или не верувате? Дечко, ја те прашам, приложи лекарско верење па разговара. Никогаш нема да стасаме до прифатлив и разумен излез од безизлезот, доколку барем самите не почнеме да се однесуваме така како што очекуваме да биде и решението. Достоинствено. Нашиот сатиричен коментар е редовно последната содржина во нашите изданија. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.